Добре, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувам представник на владата, заменик министер. Со овој амандман предлагам да се обезбедат средства во вистина од 150 милиони динари за изградба на пречистителни станици во неколку населени места во општина Петровец, и тоа населеното место Петровец, Огијанци, Средно Коњари, Горно Коњари, Долно Коњари, Катланово и населено место Раженичина. Благодарам. Замолувам заменик министерот за финансии да се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Ви благодарам. Земам збор по амандманот. Добре, почитувани колеги и колешки пратеници, некако последен ден на амандманскава расправа и драго ми е што повторно стигнавме да разговараме за навистина квалитетни амандмани кои што се предложени од сите колеги и колешки пратеници. Се разбира дека сакав да се приклучувам во насока на подобрување на овој ребаланс на буџет, а се со цел истиот навистина соодветно да ги таргетира сите граѓани и сите населени места. Имено овој амандман морам да признам дека иако заменик министерот не го прифати, јас сум убедена дека ние како општина Петровец, како во изминатите 12 години, така и во наредниот период, сигурно ќе знајдеме средства за да ги испорачаме овие пречистителни станици, бидејќи навистина, верувајте, се потребни за овие населени места. Она што со задоволство можам да споделам е дека навистина како локална самоуправа менаџирана од ВМРО ДПМН успеавме од едно по-рурално место, веќе навистина општина Петровец да биде препознаена како по-урбана општина, и уште нешто што е навистина поголема специфика за оваа општина е тоа што за разлика од многу други населени места, ние навистина имаме прилив на млади брачни парови, имаме прилив на население кое што доаѓа од другите населени или околни места, па би рекли од другите градови, ја препознаваат општина Петровец како пристојно место за живење. Тукму и во оваа насока беа и овој амандман. Ние сме веќе во таа фаза каде што треба да разговараме за сериозни проекти на ниво на град Скопје. Оно што град Скопје се обидува да го испорача како проекти, иако таму не можам да кажам дека тоа успешно го прави, ние како општина Петровец навистина покажавме, имајќи ги предвид сите специфики на општината, дека и тоа како овие 12 години како ВМРО ДПМН успеавме да изменаџираме, тоа беше препознаено од граѓаните, затоа не беше укажана довербата од сите населени места, од сите граѓани. И верувам дека и наследните локални истото ќе се случи. Од овој амандман би сакала да споделам со вас накратко дека впрочем овие пречистителни станици се однесуваат за населени места каде што навистина има и мултикултурна средина. На што мислам? Тука жалам што мојот колега не е тука присутен, нема да го споменам неговото име и презиме, затоа што не би сакала да отидам во таа насока со дискусијата, но ќе биде добро понекогаш и колегата да дојде и овдека да даде поддршка. Зашто е тоа така? Затоа што со овој амандман не само што го опфаќам населеното место Петровец, туку го опфаќам и населеното место Огијанци, Средно Коњари, Долно Коњари, од каде што е и пратеникот, а каде што живеат, верувајте, покрај роми живеат и бошњаци, живеат и населено место, население, се извинувам како што се нашите сограѓани, албанци, живеат срби, турци и така натака, така да ние навистина во изминатите години се обидовме да соработуваме и да придонесеме секој населено место да биде да го добие едно пристојно, да стане едно пристојно место за живење, заради тоа што никогаш не ги гледавме на таков начин на сите сограѓани, без оглед од кој етникум доаѓа. И впрочем пак ќе кажам тоа што во изминатите 12 години тоа беше препознаено дека ВМРО ДПМН навистина вложува во сите населени места за да придонесе да прераснеме во една ваква урбана општина, впрочем и затоа ни беше укажана
довербата. Ќе завршам тука. Ние како локална самоуправа веќе имаме подготвена проектна документација за овие пречистителни станици. Исто така имаме она што е навистина позитивно како информација е дека во новата населба помеѓу Раженичино и Долно Куњари веќе имаме и позитивна информација дека ќе се обезбеди покрај канализација навистина и со прекогранична соработка можност се отвори за пречистителни станици и така натака. Пак ќе кажам, драго ми е што капацитетите постојат, ние никогаш не престануваме и не се обесхрабруваме дали тоа владата ќе одвои средства. За жал во изминатите 5 години не видовме денар во општина Петровец, но добро е, тоа е граѓаните да судат, но ние ќе продолжиме во интерес на граѓаните да подготвиме проектни апликации и овие пречистителни станици навистина да ги обезбедиме преку фондовите кои што ни располагаат, а се од нашите европски партнери. Ви благодарам.